Дел е читање на првонаградените песни од конкурсот од Царови врнувања и пристигна доста голем број на песни, од кои жирито, дипломирана професорка по македонски јазик и книжевност Анита Петровска, Даниела Георгиевска и Љупчо Петровски, даде награди за секоја од наградените песни. Имаме прва награда, втора награда и трета награда во категоријата за основци, од прво до девето оделение. Имаме прва и втора и трета награда на возрастни, тоа е за поети и поетеси од гимназијата и до 90 годишна возраст кои што пишуваат и кои што конкурирале на конкурсот од Царови врнувања. Па затоа пак би сакал да ја поканам Билјана Петровска, како една од најдобрите водителки во Делчево, да бидејќи нашите поети и поетеси, кои што учествуваа на конкурса и кои што се првонаградени, заслужуваат најдобрата водителка да ги покани, да излезат, да ги прочитат своите дела, да видите дека овие млади ученици, од основното и од гимназијата, како и мојата драга колешка, исто дипломирана професорка по македонски јазик и книжевност, инаку директорка на библиотеката во Пекчево, која што ја доби наградата Гран Приз на овогодишните Царови врнувања и прочитат своите дела. Ние обезбедивме скромни подароци кои што ќе ги добијат вечерва. Подароците се за сите исти, нема прво место ќе добие ова, второ, ќе видите сами, секој што сака да пишува и што пишува, не е важно што ќе добие, важно е дека од срце го пишува тоа и се надевам дека тоа ќе им даде поттик еден ден сами да створат книги, да можат со тие книги да бидат горди и да ги поттикнат и нивните деца еден ден да пишуваат, а се надевам дека овие во Царови врнувања се поттик на многу ученици од нашите училишта овде да почнат да пишуваат и да го искажуваат своите мисли во пишан збор. Затоа сега ги гледате. Да, секој како што ќе го викнеш, ќе чита делото и ќе му даде награда. Започнуваме со категоријата до 9-то оделение. Наградени се следните учесници на конкурсот. Трето место Маринела Захариева. Твоите измислите на нашите таткови. Татковина моја лична, како тебе нема слична. Со убави куки градена, со шарени цвети посадена. Татковина моја мила, из тешко минато што си била. И ако су мала, за тебе, татковино, се би дала. Војник со пушка на рама, се борил често, за да има слобода по моето родно место. Често ветер го дувал, тој будно стража чувал. Тебе, татковино, те бранел, да секој човек да има зашто да обстане. Тоа е за Михаела Нескромен поклон да се сеќава на Царовите врнувања и се надевам дека ќе конкурира со нејзини дела и во наредните во Царови врнувања. Второто место и припадна на Андреја Митевска. Мојот роден крај. Една и единствена е нашата Николина, нашата Македонија, чувана в капка водена дланка. Татковината е дом на моето срце, дом на уметноста и културата без граници. Со многу испишани крвави страници за нашите храбри јунаци. Секој дел од тебе, татковина моја, исполнете со природа прекрасна и срца полни со топлина и непокорна убавина. Македонија, земја на сонцето, изгрива на исток и заоѓа длабоко во душата.
Од Охрид до Битола, од Скопје до Крушево, секој дел од тебе е вистинско благородство. Во Пелагонија, полето на цветови шарени, саѓа мирис, те прегрмува и срцето брзо ти отчупува. Во Велес, градот на книжевност и зленост, ти си дом на уметноста и културата без граници, на нашите фолклорни традиции. Македонија, земја на верници и стари цркви. Со наследство богато и историја да раскажува за сите битки и победи. Ти си моја љубов, мојата душа и срце, една и единствена вечна Македонија. Чествуваме и на наредните вапцарови бранувања. И прво место на вапцаровите бранувања во категоријата до 9 одделение за Јована Петровска. Мојот роден крај, во срцето на Балканот, кралица се крони, Македонија, татковина моја, вечна во сони. Планини високи, што до небото се простираат, реки што течат, срцата на народи подпираат. Македонија, земја на сонцето и виното, каде се препетуваат културите и обичаите, оние одамнина. Твоите градови со своите стари камени улици, планини високи со снежни покривки бели, Охридското езеро, како бисер во природата, со своите води мирни, како слика од соништата. Планини високи со снежни покривки бели, езерата мирни и кристално чисти, како огледала цели. Татковино моја, ти си дом за сите нас, со твојата природа и гостопримство, срцата ни горат во плани. Македонија, ти си мојот топол дом. Секогаш ќе бидеш во моето срце. Имаш за што да се гордееш, да не ги забораваш заветот и клетвата на борците. Вапцаровите изворски бранувања за слобода и со дух на вистинскиот мирољубец. И доживувал мојата земја како своја, така и загинал во мрачна келија како борец. Во категоријата за возрастни, третото место го делат две учесници на конкурсот, тоа се Стара Ангелова и Искра Георгиевска. Вапцаров, писател со револуционерни идеи. Во Пирински преградки мајка Елена роди јунак македонски, роди јунак херојски. Во будното Банско светло име му ставија, а тој и дружината за македонска акција и животи во црно завија. Во неправдата инспирација најде и не разбрав што има од ова фајде. Животот работнички сиот да замре. Фашистички куршум го следи, но среќа имаше да не го прострели. Вапцаровото срце е извор, од добро на љубов чвор и поетски плод на македонскиот род. Вапцаров е поетски талент, со чист македонски акцент. Во фабрика гласно били. Ние сме македонци, затоа нашето творештво треба да биде во служба на македонската кауза, а не само патриотска пауза. Цели да се бориш, бидејќи само така си од упорство ќе се створиш. Додека во земја и на братот и на синот, лицемиско парче во аманет му оставија. Јунаци живот подарија, Македонија наше огништа, како единствена гаранција го поставија. Како поет на изразито патриотска поезија, покажа дека срцето ја бира татковината, не братот, мајката или суровата политика. И во последниот здив, Вапцаров знаеше дека македонската крв вечно ќе го веча, но и во ова парче земја секогаш Македонија ќе ече. Вапцаров писател со револуционерни идеи. 7 во мојата соба, молчејќи под светлината на столната лампа и шарам со очите во стрелките на часовник. Ги бројам секундите во кои седам напразно на оваа маса полна мисли. Ги бројам воздишките кои бавно се продираат из моите ноздри. 7.
Седам во мојата соба, толкувајќи го ритмот на нотната песна и брзината на слевање на прозорната роса. Седам. Ја отворам збирката на моторни песни на Вапцаров и почнувам да читам. Веќе заборавив да ги бројам секундите, а стивот ми беше гласен, но неприметен. Ритмот на нотната песна почна да чука во склад со моето срцебиење. Еднаш, брзо како момент, друг пат, бавно, како ветрот во пролет. Се изгубив стиховите на Кумицка, а го намокрив листот на земја. За момент затреперив на фабрика, а се фасцинирав од Богој. Седам. Седам во мојата соба. Но, веќе не сум сама. Седам со љубов, почит, патриотизам, па и така. Седам со желба следниот пишан збор толку силен да ми биде, да ме води, духот револуционерен да ми приде. Во моите стихови толку голема визија да внесам, во една песна, се што сакам толку вешто да го пренесам. Да можам како него длабоко во читателите да допрам, да почувствува, да посекува. Дали можам? Дали умеам? Дали таков човек еднаш се раѓа? Дали мојата еднаш такво битие на светов носи? Дали Бог еднаш на човештвото дар му да? Дали? Никола Јонко Вапцаров, и поет, и деец, и човек. Човек со света дарба, таква необична човечка творба, а всушност само човек. Револуционер со мастило и книга, поет со зборови со сила, со стихови поостри од копје, со идеологии поврели од оган. Можеме само да се наведнеме пред неговото име, да ја славиме секоја негова поема. Тоа нека ни биде културно оружна опрема. Да го вреднеме секој негов стих и да ја продолжиме револуционерната мисија. Да твориме од срце за Македонија, само Бог ни е комисија. За Вапцаров. Една од најредовните... Сега ќе ја слушнеме творбата на Андреја Димитровска, која го освои второто место на конкурс. Вапцаров, писател со револуционерни идеи. Во утрата со пурпури сткаени, во ноќите вслано пропаднати. На пристаништето на поезијата, во лулката на грациозноста. Во театарот полн со ликови, во темелот на куќата моја. Вапцаров, насекаде те барам, насекаде те гледам. Во златните клучеви на дворските порти, во влагата на зидовите линии, во нашата, а сепак твојата земја, во горчината на моите зборови, во убавината на мислите мои. Вапцаров, насекаде те барам, насекаде те гледам. Глава полна со патриотски мисли, срце по својата татковина лудо. Очите милост, емпатија и страст воздишти. Ти, драгоцен дар што си Вапцаров, охридски бисер, талкач низ поетските води. А мислите твои во ова време невреме инспирација ми се. Ти со сказни ме учеше, мамо, те ги сакам сите како тебе. Би ги сакал, мамо. Би те сакала и јас тебе, онаков како што си. Патриот, писател и борец. Онаков исполнет со револуционерни чувства. Толку длабоки и толку силни, толку примамливи и искрени. Толку, така што последната капка мастило на нив си ја потрошил. Толку, за преостанатите парчиња хартија на мислите твои да им ги дариш. Толку, па стварноста на дланка нам да ни ја ставиш. Љубовта во срцето твое на картата македонска да ја расееш рамномерно. Би те сакала и почитувала, онолку колку земјава измачена страст твоја е. Зар би знаела колку ми е драга Македонијава моја без твоите зборови златни? Зар би знаела за идеалите на животот твој,
закуваниците сјај во спокој потопени. Не, верувај ми, не би можела да ја истрапам борбата без постојанството твое, Вапцаров. И велат многумина мотив нивен си ти, но јас едноставно би рекла езеро мој си. Езеро, бидејќи во мене разлишуваш емоции како кајче сред водата. Езеро, бидејќи со стиховите ми успокојуваш како шепотот на врановите гласни. Езеро, бидејќи како огледало се рефлектира револуционерноста твоја. Бидејќи во тъмнатината твоја се кријат тајни безброј. Од љубов татковинска до заштитништво родителско. Ако треба, и ти ќе умреш за таа идеја. Така во една прилика си рекол ти. И тие твои зборови за мене станаа смисла за живот. И првата награда во категоријата за возрастни и припадна на Ева Ивановска. Вапцаров, писател со револуционерни идеи. Роден под сферата на егутскиот период. Од лука пораснат со песните за борците. Учел да ја сака слободата и да ги величи на татковината творца. Буквата Р во револвер ја научил. Во неговиот дом патриотизмот течел. Духот на Илинден околу него бдеал и фанатично за нов Илинден мечтае. Оддаѓање со две љубови заедно. Љубовта кон поезијата и татковината. Последен добро на нивки им биде, а во аманет намки ни ги предаде. Со мајката Елена храбро се прости. На овој живот, мајко, сите сме гости. Ако житното зрно не го угине, нема да може плод да даде. Тој што во бојот за слобода ќе падне, тој никогаш нема да угине. И ако за свеќата на татковината се бори, изгри сонцето, неа ќе ја осветли зори. Готов бил да умре за Македонија и дејствувал со полна свест. За делата своји не се каја и милост од никого не посака. Заветен на олтар на татковината, не го дочекал мечтаниот ден. Пред Софискиот суд крвта ја пролева и животот за Македонија го дава. Куршумот и гробот се аманет стар, амблеми на македонските синови храбри, кои без трошка став за слобода се борја и ја испишаа славната македонска историја. Треба да бидеме горди што имаме вакви златни деца. Тие за нашето богатство кое треба да го чуваме и да го негуваме. А сега ќе доделиме град-при на администрацијата на мојата длави колешка Габриела Костадинова. Благодарам, ако ми дозволите. Добро вечер и од мене. Задоволство ми е што вечерва дојдов и бев дел од настанот и промоцијата на книгите на господинот Григорчо Јолески. Ако не дојдев ќе сгрешев, навистина ми се допадна. Навистина ми се допадна и господја Добрила, како пееше, а и задоволство ми е што бев учесник на конкурсот на Вапцарови бранувања во организација на Центарот за култура Никола Јонко Вапцаров и уште посретна сум што добив и награда. Па еве да се представам и со мојата песна. Вапцаров, писател со револуционерни идеи. Додека има минато, ќе има и спомени. Додека има минато, ќе се навраќаме на нив, сеќавајќи се на нивното постојање. Ако во корените од минатото постојат моменти на сеќавањето, тогаш ќе го паметиме и неговиот лик како нешто свето, значајно, безвремено, чиј белег од дамнина остава незаборавен трег. Еј, Вапцаров, јунаку наш, ќе те споменуваме во сегашноста
не заборавајќи ги трагите од дамнината, ќе ти се очуваме од заборав, зашто ти си светлината која силно свети дури и во тунелот на темнината. Како во песната проштална ти што велиш, ќе влезам тивко, кротко ќе седнам, ќе вперам поглед во мракот да те видам. Кога ќе се нагледам, ќе те вакнам и ќе си отидам. Така и јас во мојата песна за тебе ќе речам. Јунаку наш македонски, за тебе многу стихови се напишани. Во мноштвото борци за слобода и ти си еден безвремен патник низ животот вреден. Премногу сме млади да се сеќаваме на оној миг, кога тој се родил и растел под пазувите на Пирин планина, од каде што црпел често инспирација, посветувајќи стихови на многу значајни и на многу знајни и незнајни. Не те познававме, Никола Вапцаров, но за тебе читавме од книгите, за твојата храброст и твоето гордо чекорење во преградките на смртта, не плашејки се од канџите на грабливите птици, кои безмилосно ја посакувале твојата душа. Те застанам тук, не продолжувам. Пекалото нема да пишува веќе за човекот великан, за човекот кој се борел за мир и слобода. Денешните патокази на нашата идни. А сега ќе додадеме благодарници за учество и афирмација на поетско-литературната манифестација Вапцарови бранувања на 2023 година. Благодарница добива Дејан Спасовиќ. Благодарница за учество и афирмација на поетско-литературната манифестација Вапцарови бранувања 2023 година добива Миле Георгиевски. Следната благодарница е за Дејан Трајковски. Благодарница добива и авторот Јучо Оревски. Добрила Грашевска ја добива следната благодарница. Благодарам. Една песна за подоверност. Благодарница за учество и афирмација на поетско-литературната манифестација Вапцарови бранувања добива и Владко Сатновски. Следната благодарница е за Викторија Атанасова. Михаил Лазаревски, Сара Стоилевски и Андреј Колизовски. Това са участници. Сега се заблагодарувам на сите присутни кои што ја направите ова литературно-поетска манифестација да биде една манифестација со голема посетеност и се надевам дека наредните Вапцарови брнувања ќе бидат во новата сала
за културни настани која што е реновирана и е права, значи права сала за прави настани, а посебно за литературно-поетски, каде што ќе можеме да собереме уште поголем број и сигурен сум дека ќе бидеме уште многу повеќе на и брнувања. Исто така сакам да ги поздравам гостите кои што дојдоа оваа вечер да ни збогатат овие вапцарови брнувања. Благодарност до сите кои што пишуваа на конкурсот за вапцаров, за менторите кои што успеа од овие ученици да го избадат значи најдоброто. И се надевам дека наредните вапцарови брнувања ќе бидат уште подобри од овие сега, бидејќи сите се стремиме да одиме кон подобро. Благодарам ви. Од мене само информација дека неколку книги донесовме тука, бидејќи ова е само издание генерално, издание кое јас без помош од Министерството за култура го направив, двете книги се такви, со многу мака, труд, вложување, собствено, но и со помош од другари, пријатели и така натаму. Можете да се земете, книгите се на продажба, дел, едната кошта 1000 денари, другата 800. Тоа е она што јас можем да го подобрам.